Во Франција е забележан првиот смртен случај на 9-годишно дете кое страдало од симптоми на форма слична на болеста Кавасаки, регистрирана кај млади пациенти кои биле во контакт со коронавирусот. Починатото дете не ги развило симптомите на COVID-19, иако испитувањата покажале дека било во контакт со вирусот. Научни педијатриски друштва испратија предупредување за заразата со која од 1 март во Франција се идентификувани 125 случаи, претежно деца со африканско потекло на просечна возраст од 8 години. Американските власти вчера издадоа предупредување до здравствените работници за ретката, но потенцијално фатална воспалителна болест која ги погодува децата и евентуално е поврзана со COVID-19. За прв пат болеста била пријавена кон крајот на април во Велика Британија, каде најмногу се погодени децата од Африка, Антилите или Северна Африка, а слични синдроми се пронајдени кај деца во Италија, Шпанија, Швајцарија или САД. Симптомите се значително влошување на општата состојба, треска, суви усни, осип што личи на скарлатина, големи лимфни јазли во вратот. Сите овие деца имаат голем воспалителен синдром и воспаление на неколку органи, за што е неопходна итна хоспитализација. Истовремено е невозможно да се утврди точната дијагноза, како и изложеност на COVID-19. Според научниците, остануваат многу прашања во врска со овие атипични клинички слики, кои се чини дека одговараат на постинфективен синдром на COVID-19. Сепак останува фактот дека овие случаи се многу ретки.